7 градоначалници од источниот регион обезбедија изборни победи уште во првиот круг од изборите вчера. Најубедлива победа оствари кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ во Штип Иван Јорданов, кој според податоците на Државната изборна комисија освои 13.085 гласови. Неговиот против кандидат и до вчерашен градоначалник Сашко Николов застана на бројката од 9.210 гласови, што значеше и крај на изборите во Штип. Во Штип на овие избори можност да гласаат има 42.045 гласачи, а од нив зад гласачките пунктови се појавија 24.080, што е 57,36%. Во Делчево, повторена доверба доби Горан Трајковски од СДСМ, за кого гласаа 4.389 граѓани. Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Стојменовски ја имаше довербата од 3.635 гласачи. Уверлива победа во Виница синоќа имаше Миле Петков од ВМРО-ДПМНЕ, кој освои 4.970 гласови, а досегашниот градоначалник Ивица Димитров имаше 3.592 гласа, што е за 1.378 гласа помалку, што значи дека Виница во наредните 4 години ќе управува Миле Петков. Гласачите во Берово својата работа ја завршија исто така во првиот круг. И овој пат во полза на кандидатот и досегашен градоначалник од СДСМ Звонко Пекевски. За него ливчето го заокружија 3.354 гласачи, за разлика од Елеонора Рашковска, која успеа да ја собере довербата на 2.551 гласач. Во Свети Николе изборната трка заврши мошне рано, бидејќи Дејан Владев од ВМРО-ДПМНЕ предност покажа уште на самиот почеток, за да на крајот обезбеди 4.766 гласачи. Сашо Велковски од СДСМ стигна до 2.964 гласови. За сметките не успеа на Владев да му ги растури ниту независниот Слободан Даневски, кој собра едвај 987 гласа. Во Зрновци, трет пат едно по друго, победата ја добива опцијата на ВМРО-ДПМНЕ, овој пат со Борчо Коцев, за кого гласаа 781 гласачи, а неговиот против кандидат од СДСМ Виктор Ангелов имаше сила до 581 гласачи. Процентуално и сразмерно на бројот на гласачи, најуверлива победа во регионот извојува Виктор Паунов во општина Карвинци, кој беше кандидат од ВМРО-ДПМНЕ. Паунов освои 1384 гласови. Разликата со неговиот ривал е цели 555 гласа, што е за 24%. Имено Насев освои 829 гласа. Уверливоста на победата доаѓа од фактор што Карвинци има само 3215 гласачи. Во овие општини изборната приказна е завршена и без оглед на можните приговори за изборни нерегуларности, многу тешко е да се поверува дека се можни промени во крајниот резултат. Сега, долги и неизвестни 2 недели им предстојат на кандидатите за градоначалници во останатите 5 општини. Во сите нив, политичката борба ќе биде крајно неизвестна, бидејќи повторно, според податоците на Државната изборна комисија, состојбата е следна. Во Проби Штип, кандидатот Драган Анастасов освои 4.230 и има предност од 464 гласови, која против кандидатот Маријан Миленковски сигурно ќе се обиде да ја анулира и на сега добиените 3.766 да го надогради потребното. Во Кочани, уште од сега може да се зборува за драматичен изборен ден, бидејќи Николчо Илиев од СДСМ освои 7.963, а Љупчо Папазов 7.490 гласови. Крајно, разликата е само 473 гласови и сите опции се можни. Вториот дел од изборите во Чешиново Облешево нудат исто така неизвестност, а разликата
од само 120 гласови во полза на Далибор Ангелов од ВМРО може, но и не мора да биде гаранција за успех. Имено таму Далибор Ангелов освои 1511 гласа, а Горанчо Крстев од СДСМ 1386 гласови. Пехчево во овој момент испишува исклучително ретко драматична изборна приказна, бидејќи разликата помеѓу двајцата кандидати е сведена на символични 30 гласови. Во апсолутни бројки, тоа се 1107 за кандидатот на СДСМ Славчо Пандурски и 1076 за Александар Китански од ВМРО. Се работи за фотофиниш со очекувано нагласена партиска активност се до последен момент. Македонска каменица ги сруши сите досегашни рекорди според бројот на кандидати за градоначалници, што однапред потенцираше дека сценарието ќе биде комплицирано. Во крајно неизвестната завршница, Сонја Стаменкова од СДСМ влегува со предност со исто така символични 72 гласа пред Димчо Атанасовски од ВМРО ДПМНЕ. За Стаменкова гласа 1270, додека за Атанасовски 1198. И овде, според аналитичарите, може да се очекува трилер завршница.